Судењето на активистот на шарената револуција Павле Богоевски, обвинет за учество во толпа која предизвикала материјална штета врз зградата на Министерството за култура на протестите, е одложено за 21 декември, откако обвинителката достави вештачење за штетата, според датумот изготвено 2,5 месеци пред да биде поднесено обвинението. Одбраната побара време да го анализира. Американскиот председател Барак Обама за време на посетата на Грција, меѓу другото, ке побара од грчкиот премиер Алексис Ципрас да го симне незаконското вето за влез на Македонија во НАТО, објави бугарската агенција БГН, повикувајќи се на американската фондација Heritage. Бугарскиот премиер Бојко Борисов изјави дека поднесува оставка бидејќи кандидатката на неговата партија ГЕРБ доживеа пораз во вториот круг од председателските избори. Централната изборна комисија соопшти дека Румен Радев освоил 59, додека Цецка Цачева 36% од гласовите. Новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп ги избра најблиските соработници. Според агенцијата АФП, шеф на кабинет ке биде Рајнс Прибус, актуелен председател на Републиканскиот национален комитет, додека главен стратег и виш советник Стивен Бенон, познат по своите расистички, антималцински и шовинистички ставови.